Dragi moji prijatelji i prijateljki, dobar den, zdravo, dobro večer, dobro utro, prekrasnoćata kaj podcastote, što ne je važno koji delo denote. Podcastite poleka gi gaza televizijite i namesto mediumi se poveće do izraz izleguvaat ličnosti. I povtorno se pokažува дека на луѓето не им се важни CNN, BBC, Kanal 5, Sitel, Russia TV или не знам било која телевизија, туку личноста, туку оној што збори. Јас сум повеќе или помалку познат, по-добро или по-лошо, но како и да е, имам своја публика и драго ми е да се обратам. Кратко ме немаше, отидов и ја да се шклюбнам меѓу рибчинана и им се извинувам на колегите, знам дека недостасував и еве ме повторно, а пред се на публиката. Драги мои, мрднав малце од држава, малку на север, малку на југ, исток, запад, свртев некој круг да ги видам и луѓето и да ви кажам, впечатокот е оној што и сами го знаете. На народов му е доста од се, и домашна и меѓународна политика. Народот сака да шета, сака живот, сака да дише. Да, не е добро, стандардот е низок, но и со тоа малку овој народ покажува и тоа како знае да ужива. Со ова што ние го имаме, па 80% од планетата не знаат како врата да отворат од дома. Секако, има уште многу повеќе кои задоволството на животот не можат ни да си го помислат. Но ситуацијата кај нас, драги мои, секогаш зависела од политиката. И не секогаш било дали имат вода во чешмата, туку дали ти со чемер доаѓаш да се напиеш од таа вода, од таа чешма. Зошто? Затоа што, знаеш, кога имаш доверба, се е во ред, ама некој ти збори, ти огаде, тоа е гадна вода, тоа е... Карикирам. Ме разбирате? И самиот викаш, тргни ми се, стварно сакам да се, жеден сум. И кога пиеш, го немаш полното задоволство на чувство. Истата таа вода, во сосема друг амбиент, каде што си меѓу пријатели, каде што сите те гушкаат, те поздравуваат, се смеете, се дружите, таа вода е како најубаво вино. Ние сме и материјални, но и духовни битија. И затоа нам ни е важно и тоа како ќе ни биде општата перцепција. А општата перцепција после многу години во оваа земја е многу подобра. Дали е добра? Не. Тешко на оние што се на власт сега. Дојдоа во руина и се им викаат, еве, земјава е бомбардирана, оправите. Што ќе оправаш, човече? Што ќе оправаш? Хирошима и Нагасаки им фрлија бомба, ги срамнија со земја. Ама веднаш после тоа американците рекоа, чекај, ако оставиме ова вака и ги казнуваме, овие ќе се дорадикализираат. Ќе имаме трета светска војна, не со Русија, не со Кина, со Јапонија, која ќе сака да се свети. Ајде да покажеме дека имале лош систем и да ги преизградиме, да ги оставиме да изградат општество. И тоа беше и со Јужна Кореја, и со Јапонија една многу добра тактика, исто така и со Германија. Ја направија Германија една од најразвиените економии во светот, заедно со Јапонија, заедно со Јужна Кореја. Не дека имаат, дека се ангели, американците, тоест креаторите на американската политика која е прилично агресивна, но во секој случај мене ми се допаѓа тој пристап. Ние најдовме разрушена земја, оваа власт дојде, најде разрушена земја и сега шо да прави? Сите викаме освета, казнуј, да, ама по закон.
стварно по закон. Не како што они казнуваа за да испратат пораки, за да се изживуваат, за да измислуваат со фингирани, туку стварно реал. А знаете што е проблемот со реален криминал? Што процедурата е тешка и бавна, а ние квичиме за правда. Викавме, ве донесовме на власт, сакаме правда, сакаме економија, сакаме да го изградите ова. За да биде изградено правилно, мора време. Аха, сега се вадите, сакате да се замолчи. Нема поинаку. Еве, гледајте и со случајов со Вања. Прво народов успеа да го убедат да не збори за случајот. И јас само зборам и со 10 блиски пријатели се закрвив доживотно, каде што нема да имаме повторен контакт. Но ја станувам на моите принципи дека во едно општество треба отворено да се говори за секој ваков случај. Зошто и како сум го образложил 100 пати, нема да го образложувам сега. Сега се навраќам на оние кои ни ја владеат земјава. Колку нив им е тешко или лесно. Вака, претходните владеја на начин со пиар. Значи, искача нивниот ретардиран, дегенерик, дебил, кретен на Фейсбук, на Твитер и вика, ова супер го завршиле. Дали е супер? Абер нема. Не можеш да проконтролираш. Некој ќе провери од опозиција, ќе рече, ти лажеше, тебе те видовме, кај ти со овој си сликан, ти со оној си сликан. Добро, све е тоа во ред. Дали е ова вистина? Ајде, доста, ти ли најде да збориш? И едноставно, така им се избегнуваа сите криминали и толку стана арогантни да можеа да прават што сакаат. Овие не прават така. Мене не ми дошол некој со куферче пари и да рече, јако, слушай, жглоп, како што правеа претходните. Не, нема такво нешто. Може би некој го посакува. Што ја знам? Но, зошто јас не го посакувам? Не се прави многу сега ти, мајка Тереза, многу си не би. Да, кој не би сакал пари? Ама знаете што? Јас сум веќе во броени години, каде што буквално гледам дали ќе оставам вароса на куќа, дали кровот ќе протечува, дали нешто ќе им оставам на моите деца. Извинете, стварно не сум себичен како вас. Јас сакам нешто да направам за мојава куќа, за мојава околина и сакам за мојава земја и да биде тоа врз некакви здрави темели, за да барем децава проживеат, па они нека надградат за нивните деца и така натаму, кој колку може. И затоа сметам и да давам поддршката на оваа власт, затоа што гледам дека работат по принципи на закон. По принцип, да, тешко е, машно е, знаеме дека е криминалец на улица, но мора, додека не се извадат сите оние факти кои на суд неприкосновено ќе докажат една вина. Во меѓувреме, додека се занимава со тоа, имаш да градиш, да делиш леп. Не треба власта да дели леп, уште ние сме со комуњарското да ни најде работа, да ни даде плата и нас да не интересира. Не, да ни даде услови да работиме. Како што идеме на запад да бараме работа и наоѓаме работа и добро сме платени, сакаме и тука. И понекогаш некои луѓе ми велат, не може да има систем кај нас како што има надвор. Молам, зошто ние да IT техничар, IT програмер, техничар и така натаму не ја напушти Македонија. Сите работат од тука. Сите тука заработуваат. Сите ги носат парите. Значи, во својата сфера успеале да се изградат една биосфера каде што може да се обстану. Значи може. Што треба? Системот полека да се менува. Јас секогаш сум и затоа топло ми дојде на душа кога слушнав. Прво треба во суд. За да има правда, за да има ред во една држава, се почнува од судство. Ако судството е корумпирано, се е корумпирано. Ме разбирате?
Кога дошол, ја ко селјак сум дошол, абе комшија ме нервира, судија, 100 чеве, ајде да го... Ајде, нема проблем. Јанко, ти си во право, ти имам да му платиш казна. Заврши работа. И сега, ја доаѓам утре на власт, кога сум успел со 100 евра за ситна работа да си завршам, па со 100.000 евра ќе си завршам крупна работа за милиони, па и ќе крадам, и ќе ги корумпирам и суди и така натаму. Неќе да се корумпира. Pero, го знаеш ти овој? Кој мој комшија? Кој? Запали моја гаражата. МВР, и у МВР ќе најдеме врски. И после тоа ланчано, како рак рана, како метастази се шири негде. Негде мора да се прекине. И ја искрено чувствувам дека нешто се прави. Јас знам дека за својот живот нема да видам праведна, стабилна, добро изградена држава, но затоа гледам прв пат после многу долго време, луѓе со искрена желба да направат една позитивна промена. Мицковски не го сакаат затоа што не е сладкоречив политичар. Баш е онака професор. Имам знаење, ви предавам. Те испрашувам, одговори. Не знаеш? Петка, паѓаш, пријатно. Професоре, јас сум тија перев колата, дворот ти го косев она. Све е тоа убаво, затоа имаш 500 добиено. Одговори на прашањето. Тоа го барам, бе, луѓе. Тоа го барам. Клучните двајца играчи во власта у моментов се Николовски, Александар Николовски, Министерство за транспорт и врски, и премиерот Мицковски. Клучното министерство каде што најголемите проекти во држава треба да направат тој така наречен big deal во општините и за државата, со патишта, со транспорт, каде што бизнисот ќе може многу по-добро, по-брзо да се остварува, е токму од таму. И таму ако имаш корумпиран човек, тури му пепел. Џабе е премиерот ако е најдобар. Но ако нешто друго за Александар, ако нешто знам за Александар Николовски, знам дека е крајно непоткуплив. И тоа дава надеж дека проектите ќе се завршат по закон, а не по пиар, како мене или тебе ти се допаѓа. За да он тоа може да го направи, он треба да има грб и поддршка од премиерот. Како што премиерот не ќе може добро да владее ако нема таков министер добар зад него, така ни он нема да може. И неколку клучни луѓе се битни во целава игра. МВР, АРМ, Министерство за транспорт и врски, Министерство за финанси. И тука гледам изворедни луѓе кои сериозно си работат по стандард, по закон. Тоа ми дава надеж. И затоа сум оптимиста, и затоа го чувствувам, може би подсвесно, може би народот не анализира вака, но гледајки како е веќе поопуштена целата атмосфера, а не е атмосфера на завривање на крв, на освета, на повикување на ломачи, на бесилки и така натаму, што го имавме пред 7 години, ви текнува. Шарената револуција, тоа беше селска буна да ги натакнеме на кол. И дојде слободата. Ни слобода дојде, ни економија дојде. Една инвестиција не видовме. А ние овдека за 3 месеци имаме 3 инвестиции. Па не ме зезе. Драги мои, драго ми е што се видовме многу почесто. До наредното издание на Слушај вамо.